Денови на Европско Скопје 2024 во организација на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје годинава се одржа задоцнато со една програмска содржина, со работилница и подготовка на изложба во Средното градско уметничко училиште Лазар Личеновски. На оваа редовна и традиционална изложба, учениците заедно со менторите Александар Кондев и професорот Боро Арсовски создадоа прекрасна изложба. Овој пат перцепцијата на учениците беше вперена во еден од скопските молови, виден од сопствениот мобилен апарат. Се викам Петра Сремиќ. Најмногу уживам во фотографирање на урбани средини, значи архитектура и улична фотографија, луѓе што поминуваат и да ги фатам луѓето како се во својот свет преку мојот кадар. Добивме голема слобода со изборот на што сакаме да фотографираме. Јас сум Марија Стојански, сум од мултимедијски оддел. Уживам фотографијата, но не е многу голем предизвик. Предизвикот е да најдеш идејата по фотографијата и поставувањето. Искрено зависи од моментот. Ке видам нешто и ако ме заинтересира тоа сликам. Јас сум Теодора Вучковска, исто од мултимедијски дизајн. Најмногу сликав тоа што ми е естетично убаво. Сакам да фотографирам и природата, животни и портрети, исто така многу сакам да фотографирам. Графиката конкретно сега зборуваме за графичкиот дизајн, графичките техники, значи одделот на кој што јас предавам. Можам да споменам дека е многу перспективно како професија понатаму, нели, дел од уметноста која што е применета, графички дизајн и графичките техники кои што се всушност и уметничкиот дел од тој, како се вели, од тој оддел. Воедно, денеска сме на оваа изложба на фотографии, на вистина прекрасна, изработки на нашите ученици, значи учениците од нашето училиште. Воедно сакам да кажам дека ние фотографијата секако ја имаме во програмата, во прва и во втора година учениците изучуваат фотографија, без оглед на тоа на кој оддел се запишани. Исто така и нашите графичари, така да ги наречам, изучуваат во прва година фотографија и воедно ја употребуваат, нели, секојдневно при изработката на своите скици, на своите графики, на своите дизајни и така натаму. Јас, како ученик во училиште, веќе и не ја изучувам фотографијата, меѓутоа секако нешто што е дел од моето секојдневие и секако со оглед на тоа дека ги изучувам графичките техники е еден важен дел од аспект на тоа дека секако графичките техники, односно графиката е еден процес на работа кој што има различни слоеви и во зависност од процесот секако фотографијата може да има многу влијание во однос на тоа што го работиме. Покажа извонредна ликовна култура, ликовност. Со професорот Боро им дадовме начелно правци што сакаме, односно влагаме во еден од модерните молови во Скопје и да секој да си каже своја приказна, визуелно. Почнат да размислуваат креативно, што е најбитно. Наша цел беше да искористат максимално слободата што дава телефонот, дека телефонот е исто така добро средство за правење фотографија. Ги учиме да препознаат, нели, мотив, кадар да направат селективен, а тоа се прави со помош на ликовните елементи, како нив ќе ги интелигентно ќе ги имплементираат во една слика, во случајот, нели, фотографија. И нормално овде располагаме ние со техника, меѓутоа овој пат, како што кажа фотографот Александар Кондев, им беше дадена една алатка што е, како да кажам, од самиот почеток нивна. Тие до сега не се судриле со фотоапарат, односно веројатно прв пат повеќето од нив се судираат на часот по фотографија, што е добро, нели, за да ги запознаат предностите, ако сака некој понатаму да се развива технички, спрема неговите, нели, афинитети и дисциплината која што ќе продолжи, дали модна фотографија, дали спортска фотографија, новинска фотографија, дали било што, нели? Меѓутоа, овој пат телефонот, како нивна позната, продолжена нивна рака, трето око, го користеа, многу беа релаксирани.
многу пријатно изненаден, нели, затоа што јас, како да кажам, сум малце поконзервативен по однос на користење техника фотографска. До филм, што се вика, а овој пат, нели, навистина, ова е доказ дека не е битно оружјето, него срцето, како вика, на јунакот што го бие бојот. Целта и овој пат е остварена преку разговор, дружба и предавање да се искреира и создаде фотографија и истовремено да се биде учесник на изложба. Сепак се докажа дека фотографијата го носи пиететот на современото живење.